Ден потоа, стотици граѓани излегоа на пикник користејќи го денот на трудот, односно неработниот ден. Природата остана таква каква што е, но она што може да се забележи на една од локациите каде што одржуваа пикник граѓаниве, се забележува дека е оставен отпад. Каква е сликата, гледаме во продолжение од атмосферата. Жубарот на бистрата вода на Маркова река тивко тече долж течението, но бистрата вода не значи дека и треба да се загадува. Можеше да се забележи пластична амбалажа, парчиња стакло од скршени шишиња што уште не. Го гледаме речниот тек на Маркова река. На локацијата Маркова река има денеска луѓе кои што посетуваат, односно доаѓаат на пикник. Велат ја почитуваат традицијата од дамнешно време, но непријатно се изненадени од тоа што го затекнаа во непосредна близина, односно количината на ѓубре. Со препорака до оние кои што доаѓаат овде на пикник, соодветно да го депонираат ѓубрето после дружбата. На ова место кај што се наоѓаме беше вистина чисто. И сме среќни што ете природата си ја зачувуваме. Меѓутоа, од другата страна на мостот приметивме дека има кеси оставени полни со отпад. И многу ни е пријатно поред реката. Жуборот и така нешто. Меѓутоа се изненадив пошто на овој дел чешмата нова што е направена овдека, гледам многу одржано хигиенски. Не гледам никакви тањири расфрлано или кеси или ова она. Таму од другата страна гледаме стварно дека има некои ѓубришта, меѓутоа овдека е феноменално. Не можеш ти на некого да му речеш, толку, да го речеме, дрско се понашаат, да му кажеш, абе ѓубрето фрли си го, толку си донел, доле има континери, фрли го. Што ти е гајле, не сум ти дома, вика у двор. А има некои соодветници, у кеса, ѓубрето, ако нема место у континерите, си го носи дома. По завршувањето на дружбата нема да ви одземе многу време да се собере ѓубрето и соодветно депонира. Не за друго, природата не може сама по себе да се чисти, а знаеме дека кога ќе имаме слободен ден, повторно ќе посакаме да дојдеме овде да уживаме во природата.